civilmedia.mk. Добре дојдовте во кратки нозе на Цивил Медија, емисија во која ги разоткриваме дезинформациите и лажните вести со неоспорни факти и аргументи. Во оваа епизода зборуваме за дезинформации за пожарот во Тетово и бројот на жртви во трагедијата, кој стана предмет на сензационализам и инфлација на бројки. Ке зборуваме исто така за дезинформации за пописот и за изборите. Останете со нас, тргнуваме веднаш. Пописот кој конечно се спроведува во земјата после 20 години е исто така предмет на бројни шпекулации и лажни вести. Тие се шират особено од политички структури кои влегува во кампања за бојкотирање на пописот. Таков е примерот со лидерот на левица Апасиев, кој на 20 септември на социјалните мрежи објави пост кој имаше над 1000 реакции и 128 споделувања. Знаете зошто Апостол не казнува за одбивање фалс попис? Затоа што над 200.000 македонци досега одбиле да се попишат. Ако почнат да пишуваат казни, ќе има евиденција, а вака нема траг. Така пишува Апасиев. Но во објавата нема ниту траг од факт или аргумент дека тоа што се тврди е точно. Уште еден интересен случај е поврзан со оваа партија, која повикува на бојкот на пописот. Имено на социјалните мрежи се објавија имиња на попишувачи кои според објавеното припаѓаат токму на политичката партија Левица. Сопругата на кандидатот за градоначалник, подреден број 32, братот на кандидат за советник во горните места на листата за Велес, подреден број 52, а предпоставувам и други членови се пишале за реонски попишувачи на попис 2021. Пишува во објавата на Facebook на профилот на Игор Здравковски. Останува нејасно кој и како ги попиша над 200.000 непопишани македонци. Исто така останува нејасно дали тоа партијата Левица ги бојкотира попишувачите на Левица. Дезинформации за етничките бројки во пописот се појавија и за бугарите во земјава. Нервоза во Бугарија. Само 72 лица во Македонија се изјасниле како бугари. Вели насловот на порталот Нетпрес, објавен на 14 септември, пренесувајќи став на поранешен бугарски конзул. И за оваа бројка не е јасно од каде е дојдена, имајќи предвид дека бројките за етничката припадност се сумираат и објавуваат по неколку месеци, откако ќе заврши самото попишување. Затоа не е чудно што првиот човек на Државниот завод за статистика Симовски, прашан за оваа објава во утрински брифинг на Слободен печат, кусо коментираше глупости. На 8 септември, на почеток на вестите во 23 часот, телевизија Сител извести во живо од Тетово. На прашање од студиото каква е состојбата во моментов, репортерката од терен одговори дека неофицијално има околу 30 жртви. Неофицијално има околу 30 жртви, меѓу нив има и пациенти, меѓутоа и персонал, ова се неофицијални информации. Истата информација е објавена во 23:20 часот на порталот на Сител, а видео од вестите со оваа бројка на жртви е објавено и на Facebook страницата на телевизијата во 23 часот и 30 минути. Неточни бројки на жртвите од трагедијата во Тетово и сензационалистички наслови вечерта објавија и неколку интернет портали. Таков е примерот со порталот Лидер, кој вечерта на 8 септември во 23 часот и 23 минути објави содржина со наслов "Лидер дознава досега преброени 39 изгорени во модуларната болница во Тетово". Неточни бројки и наслов идентичен на Сител објави Инфомакс. Слична вест објави и порталот за се. 30 мртви во Тетово, меѓу нив и пациенти, но и медицински персонал. И на социјалните мрежи имаше стотици дезинформации и шпекулации за бројката на загинати во пожарот во Тетово. Го издвојуваме постот на Јорданка Ивановска Јоци, која има и новинарски награди зад себе, а и над 23.000 следбеници на Facebook. Вечерта пред полноќ таа напиша: од неофицијални извори има 37 жртви. Непотврдено. Непотврдено, но сепак објавено. Во еден од коментарите Ивановска укажува: ја добивам информации од тетовчани.
Меѓутоа, информациите од овие извори испаднаа неточни, а Ивановска, која има големо влијание и многу следбеници на Facebook, ниту ги коригираше овие информации, ниту се извини, со што ја доведе својата публика во заблуда. Во последниот дел од емисијата, неколку дезинформации поврзани со изборите. Порталот Скопје 1 МК на 12 септември објави вест во која вели дека познатиот колумнист Агим Јонус е кандидат на партијата Твоја за градоначалник на град Скопје. Истата вест ја пренесе и порталот Вечер, каде Јонус најчесто ги објавува неговите колумни. Веста беше демантирана од вистинскиот кандидат за градоначалник на Скопје од Твоја партија, адвокатот Тортевски, кој побара исправка од медиумите. Исправката беше објавена ден подоцна од порталот Скопје 1, но не и од порталот Вечер. Предмет на шпекулации и манипулации беше и наводното напуштање на коалицијата со Социјалдемократскиот сојуз од страна на Демократскиот сојуз на властите. На 17 септември за ова извести порталот Инфомакс. Оваа дезинформација беше демантирана и од лидерот на Демократскиот сојуз на властите Бабовски. Што да се каже после сето ова? Внимавајте што читате и што гледате. Особено кога се работи за настани и случаи кои имаат силен емотивен набој, како трагедијата во Тетово, или пак политички процеси како изборите и пописот, што секогаш кај нас се злоупотребуваат за манипулирање на граѓаните. Толку во ова премиерно издание на Кратки нозе. Се гледаме во наредната епизода. Останете и понатаму со Цивил Медија.